Добре, криптоентузијасти, денес ќе имаме многу битно видео. Прво морам да го поздравам нашиот админ Анџело, кој што уствари ни го спомна овој коин прв, секоја чест за неговото откритие. Нормално ние направивме соодветно би рекол во оваа ситуација истражување и одлучивме дека дефинитивно овој коин треба да биде дел од нашето портфолио. Односно, поради причини поврзани со истражувањето кое што го направивме за овој проект, одлучивме дека дефинитивно треба да го додадеме во нашите портфолија, како што веќе кажавме, 5% во портфолиото на каналот и уште дополнителни 2% во портфолиото за едукација кој што го водиме уште од самиот почеток на овој циклус. Така да дефинитивно ќе продолжиме да ги надградуваме овие позиции со оглед на фактот дека ова е уште еден коин кој што е во real world asset токенизација секторот доста застапен, а нас ни одговара за да го пренасочиме нашето портфолио дебело кон тој сектор, со оглед на фактот дека гледаме дека апсолутно целиот капитален свет се движи кон овој сектор. Како што кажам, ова е првата содржина за оваа недела. Во текот на утрешниот ден очекувајте макроекономија и крипто. Ќе имаме и мал дел за геополитика, посебно во односа што се случува во Иран, затоа што имаме нови случувања, само што почнаа ефективно преговори помеѓу Мурика и Иран во Турција. Така да дефинитивно ќе повториме тој дел, ќе погледнеме што се случува околу оваа ситуација. Дополнително се околу тарифи, моменталниот government shutdown кој што е ефективно во ефект, ќе видиме кога се тоа ќе заврши, како и нормално се околу монетарната политика, судскиот случај против Фед и така натаму, за тоа повеќе во текот на утрешниот лайвстрим. Петок, втора алткоин за оваа недела, тоа е нормално од коините кои што веќе ги имаме поминато. Значи почнуваме да ги обработуваме повторно со соодветен апдейт, а првиот нормално ќе биде Ethereum, се извинувам, првиот кој што го обработиме беше XRP, вториот е Ethereum и ќе имаме многу интересни информации околу овој проект нормално во однос тоа што се случува во 2026 година. Сабота, Пиперче каст, малку да олабавиме, да разговараме за вистинските проблеми кои што ги мачат македонците, а тоа е зошто се иселуваат македонците од Македонија. Нормално низ историјата што ни е доста познато, но уште побитно зошто токму сега. Во недела ќе имаме Altcoin Investi, затоа што има многу битни информации околу биткоин и алткоините, па за тоа ќе направиме соодветно видео во недела за Altcoin Investi. Во меѓувреме уште еднаш би ве замолил за нашиот следен настан, тоа е 29 март во Народниот театар во Битола, да го пријавите вашето присуство на настанот кој што го имате на нашиот Facebook профил на самиот врв, каде што можете да го пријавите вашето присуство со едноставно кликање на доаѓам или заинтересиран. На тој начин ќе знаеме колку прилика луѓе очекуваме на овој настан. Веќе повеќе од 140, не заборавајте, ова е само некој што може има Facebook да го направат, тоа има многу што немаат и веќе го пријавиле своето присуство за да имаме прилика и да што очекуваме. Значи се околу самиот настан може да најдете на оваа група, како и програмата и се што ќе се случува. Дополнително успеавме да најдеме и ресторан блиску до Народниот театар кој што ќе ни помогне околу храна, така да во бифето на самиот театар ќе има човек кој што ќе ни помогне околу тоа да не морате да излегувате, да можете на овие кратки паузи од 15 минути да најдете и оброк доколку е потребно и пијала. Така да тоа е ново околу самиот настан. А околу она што го работиме моментално, уште еднаш ви напоменал, значи кои се следните проекти кои што ќе треба да ги обработиме. Значи ова е веќе според наша анализа што ни фали моментално. Не заборавајте дека имаме обработено 117, ова е 118 проект кој што го обработуваме во моментов. Следните коини кои што треба да бидат обработени се после нормално Кантон, Aster, Midnight, Flare, Conflux, Telcoin, Trust Wallet, TWT и Centrifuge. Тоа се следните проекти кои што ни фалат од првите 3-4 страници на CoinGecko, кои што се уште ги немаме обработени, одлучивме да им дадеме приоритет да бидат обработени наскоро. Сега, откако нормално на ваков пост ги давате вашите предлози, истите се земени во превид за да направиме нов блок. Ова е практично последните коини кои што планираме да ги обработиме напоредно со обработување на коини кои што веќе ги имаме обработено. Почнуваме по маркет кап, најголемите па подоа, нели, како се движиме надолу, помалите по маркет кап коини. И на тој начин ќе имаме практично постојана обработка и апдейт на сите овие коини кои што се најактуелни и најголеми во криптосферата, со тоа што ова е плейлистата која што може да најдете на нашиот канал, анализа на коини и токени. Практично ова е директорија во која што секој македонец ќе може да ги најде сите овие проекти на македонски начин, обработени со наша лична анализа. Тоа се овие 6 групи на прашања кои што ќе одговараме за секој од овие проекти.
и на тој начин имате многу подобра идеја за што станува збор, каков проект, која технологија, фундаментална техничка анализа, се на македонски јазик за да се запознаете со овие проекти и нормално потоа одлучите дали би сакале да инвестирате или не во некој од овие проекти. Сите досегашни видеа може да ги најдете на оваа плейлиста. А како што кажеме, ова се 6 групи на прашања со кои што се обидуваме да дадеме една целина за секој од овие проекти кои што го истражуваме. Нормално секогаш почнуваме со првата група, тоа е апликација и практична примена на коинот, а потоа нормално не ги одговараме поред, затоа што секој од овие проекти е доста различен, па и поради тоа нормално до крајот ги одговараме сите, но не по редослед. Првата работа која што кажавме е апликација. Значи, иако моментално овој проект Canton CC му е коинот, е Layer 1, е доста поразличен од апсолутно се што досега сме виделе во криптосекторот и ваквата уникатност и пак би напоменал, многу побитно, институционалната поддршка на овој проект ни на некој начин даде доста елан да го додадеме во портфолиото, дури и сега кога би рекол дека се наоѓа на доста висока цена, не е битно, затоа што пак ќе напоменам, моментално кога видовме кој стои позади овој проект, иако има недостатоци за кои што ќе разговараме денес, буквално кој стои позади него не натера веднаш да го додадеме во нашето портфолио. Првата работа е дека станува збор за Layer 1, значи дека на исто ниво со Ethereum, Cardano, Avalanche и така натаму, со своји 7 милиарди, моментално се наоѓа по клиенти. На неверојатно, не би го земал биткоин, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 место по капитал, по маркет кап за најголеми Layer 1 во екосистемот на крипто. Реално, на вистина, многу брзо и многу сериозно влезе на пазарот овој проект. Овдека може да го видиме и во privacy блокчейни, каде што нормално е моментално со 7 милиарди најголемиот би рекол во оваа категорија. Значи, пак не забравајте, за разлика од Monero и Zcash, кој што има целосен тип на privacy блокчейн, ово е институционален privacy блокчейн за кој што ќе разговараме сега. Значи, сето ова е легално кога станува збор за институции, но за жал на институциите не им одговара кога тоа ние го користиме. Така да кога за институции е дозволено и тоа ќе го покажеме токму денес. Реално овој проект е моментално најголем претендент во real world asset токенизација, не знам зашто не е овде. Значи наспроти Ondo, ово е би рекол вториот претендент заедно со XDC кој што моментално ги имаме во нашето портфолио и се директно фокусирани на оваа технологија real world asset токенизација. Сега за тоа малку повеќе ќе разговараме кога ќе стигнеме до делот со тој дел, со real world asset токенизација. Во меѓувреме, битни работи кои што мораме да ги спомнеме е дека овој коин е среден по големина, значи од 5 до 10 милиарди на нашиот канал го сметаме како среден по големина проект, што на вистина му дава голема количина на маркет кап да бидеме реални, но тоа не го менува фактот дека кога ќе видите кој стои позади него, овој маркет кап е смешен за тоа што може да се случи со овој проект. Втора работа во однос на апликацијата, како што кажавме, значи според мене најбитна работа е real world asset токенизацијата за овој проект. Во однос на апликацијата ќе погледнете и сами дека оно што моментално го нуди Canton, не го нуди ниту еден блокчейн, посебно кога станува збор за приватност, затоа што знаете и сами дека станува збор за многу битен сегмент во однос на работата на институциите, каде што не може едноставно да го стават сето ова на public блокчейн, каде што ќе може да ги видиме апсолутно сите транзакции со нивната големина, каде се движат од кој во кој новчаник, што е нормално доста опасно за овој тип на институции, мада не тоа воопште не е проблем, тоа нивни проблем, но тоа не го менува фактот дека вакви проблем се обидуваат да го решат со тоа што нема моментално според она што гледаме да соработуваат со комплетно public блокчейни како што е на пример Ethereum, Cardano и така натаму. Сега, кога станува збор за конкуренција надвор од блокчейн секторот, не постои. Значи не постои надвор од блокчейн секторот, значи сите овие проблеми кои што моментално се обидуваат да ги решат во однос на надградување на целиот финансиски систем на блокчейн, не може тоа да биде направено со било што е надвор од блокчейн сферата. Додека внатре од блокчейн сферата, реално сите Layer 1 се практично конкуренција на Canton, но ќе видите дека има една многу битна предност која што го прави апсолутен победник сега за сега, барем во институционалната сфера, нормално не се само институциите, но во институционалната сфера токенизација и праќање на трансакции една кон друга институција, типот на блокчейн кој што го развиле е направен исклучиво за оваа намена. А можеме да видиме дека тоа не е случајно, туку што од 2016 година кога почнал овој проект, можеме да забележиме дека инвеститорите во овој проект се токму институциите,
Што значи дека овој проект, слично на Ripple, никогаш не бил наменет за да биде достапен за секојдневната јавност, секојдневните луѓе. Погледнете кои се уште од 2016 година инвеститори во овој проект. DTCC, памтете го, ќе разговараме малку подоцна. JP Morgan, Deutsche Börse, ова е берзата на Германија, Citi, што е уствари во топ 5 банки во светот, BNP Paribas, топ 10 банки во светот, Goldman Sachs, топ 5 банки во светот. Како продолжуваме нагоре, можеме да видиме иста ситуација. Значи, постојано Blackstone, една од најголеми, ова е, ќе видите, една од оние поголеми институции кои што моментално се наоѓаат на Wall Street, овде како имаме IBM, како една од најголемите компании во светот. Значи, истата ситуација, повторно ова е, значи, ова е ICO раунд, каде што овие компании постојано давале дополнителни пари. Погледнете. Прво, 60 милиони, 7 милиони, 40 милиони, 35 милиони, овде кога ги имаме Samsung, исто така, само не пише точно колку, 120 милиони од Elrich и уште некој имаме овдека, само се обидам да видам кој. Исто овдека повторно 135 милиони. Circle се појавува во оваа ситуација во, само да видам, мислам дека 2025 година. Значи Circle исто така влегува во инвестирање во овој проект. Paxos, како двата најголеми американски issuers на стейблкоини, и Citadel, кои што се, како да ги кажам, едни од најголемите институции во тргување. Сега, зашто е толку битно? Уште поинтересно е тоа што ниту една од овие компании нема да добие коини, верувале или не. Тоа беше една од моите најголеми изненадувања што успеав да ги видам. Значи, ниту една од овие огромни корпорации нема да добие ниту еден коин. Тоа е уште поинтересно. Сега, главниот добитник во целата оваа ситуација е DTCC. Зошто е толку битно? Значи, ова испадна како вест во CoinDesk на 17 декември, искрено јас сум ја пропуштил, што е многу битно. Односно, DTCC представува The Depository Trust and Clearing Corporation. Зошто е ова толку битно? Значи, DTCC, да видиме што е прво и зошто е толку битна, е уствари корпорација која што ги прави After Trading Hours Settlement трансакциите. Односно, откако ќе заврши секаков тип на трансакции помеѓу учесниците во тргување, бидејќи во оваа ситуација во најголемите берзи, значи настапува овој Depository Trust and Clearing Corporation кој што прави settlement, прави clearing, односно ги реализира трансферите помеѓу едни и други учесници во овие тргувања, со тоа што погледнете зашто е толку битно. Големината на ова бидејќи приватна, но масивна корпорација која што го прави токму ова е 2,5 квадрилиони долари на светско ниво. Што значи толку моментално е така речено големината во однос на сите оние трансакции кои што ги процесира оваа корпорација. Замислете кога сите овие трансакции би одлучила да ги процесира каде на еден блокчейн. И што гледаме овдека? Значи дека не само DTCC, туку и Федералната резерва, ќе видиме и понатаму и некои други играчи, моментално планираат сите овие трансакции да ги реализираат преку Кантон, преку овој блокчейн. И сега, интересно е тоа што јас навистина мислам дека овој проект што испадал вчера на пазарот, изгледа дека не е баш така, со оглед на фактот дека гледаме дека истиот почнал со работа уште од 2016 година на самиот блокчейн. Сега, ова е практично првата и најбитна причина поради која што ние го ставивме веднаш во портфолио и дефинитивно ќе го надградиме како позиција во нашето портфолио. Значи, не е мала работа кога гледате дека најголемата клиринг хаус во светот почнува да работи токму на Кантон, а не е само истата, овдека може да видиме масивна институционална поддршка наскоро. Сега, морам да признам од сите артикли кои што ги барав за да ми биде разјаснето за каков тип на блокчейн станува збор, највеќе ни помогна Simply Staking. Значи, ова до сега беше апликација односно за тоа, нели, кој го користи и за која намена. Сега ќе разговараме за токеномија, која што уште повеќе ќе разоткрие за каков тип на блокчейн станува збор и зошто е толку корисен за институциите. Односно, што можеме да забележиме овде? Можеме да забележиме дека овој тип на Layer 1, кој што матично не е ниту Proof of Staking, ниту Proof of Work, туку станува збор, само секунда да го најдам точно називот, станува збор за Proof of Stakeholder. Зошто е ова толку битно?
затоа што го расчленува самиот proof of stake тип на блокчейн на различни стейкхолдери и секој од овие стейкхолдери има свој леџер. Многу битно. Значи, пак ќе напоменам, овој артикл од Simply Staking, ова е, нели знаете сами, третата по големина proof of stake корпорација во светот, базирана во Малта. Секојаш артиклот на вистина многу добро објаснува што уствари представува овој блокчейн и самиот по себе е релативно нов. Сега, која е разликата помеѓу proof of stakeholder за разлика од proof of stake? Прва работа која што мора да напоменеме, како што кажеме на самиот почеток, е дека институциите бараат приватност, односно трансакциите да не бидат видливи за другите учесници во пазарот. И сега што уствари направиле Canton Network за да го направат ова уникатно и да биде практично фокусирано само на оние учесници кои што треба да знаат за оваа трансакција. Значи, понатаму станува збор за proof of stake тип на блокчейн, но секој од овие учесници, да речеме JP Morgan, Goldman Sachs, понатаму DTCC и така натаму, имаат свој леџер. Ваквиот леџер кој што моментално го имаат, практично ги запишуваат трансакциите кои што они ги процесираат. Значи дека секој учесник, зборуваме за секоја институција, има свој леџер каде што ги запишуваат трансакциите во однос на останатите, да речем, партнери со кои што моментално праќаат или примаат одредена количина на капитал. Сега како функционира со остатокот од екосистемот? Односно, погледнете. Секој од овие, значи така речено стейкхолдер има свој леџер, но има така наречен синк тип од блокчейнот. Тоа е Global Synchronization, така наречен тип на дел од блокчейнот, кој што има за цел да ги изедначи рекол овие трансакции, односно да ги практично процесира трансакциите помеѓу различните учесници. Во превод, да речеме дека Goldman Sachs моментално сака да направи трансакција со некоја банка, пример, во практично во Шпанија, така. Значи за тоа да се случи во оваа ситуација, Goldman Sachs ја инициира оваа трансакција, банката во Шпанија треба да ја прими. Овој глобал синхронизатор, глобален синхронизатор, така го нарекуваат, отвара пат само помеѓу овие два леџери. Што значи дека директно поврзува помеѓу овие два леџери да истите може да видат каков тип на трансакција станува збор и да ја потврдат. Што значи дека само овие два учесници знаат и ја гледаат трансакцијата. Ниту еден друг учесник во овој екосистем не знае дека имало трансакција, не знае која била трансакцијата, кои биле учесниците, колку била голема, освен оние кои што моментално ја реализираат. И сега, зошто е толку интересно? Овој глобал синхронизатор уствари е составен од нодовите кои што се наоѓаат на Canton блокчейнот. Чија што работа е практично пошта, односно многу интересно образложено од Simply Staking за да може поедноставно да го разберете. Вели, замислете дека ова е писмо, трансакцијата која што се праќа од еден учесник на друг учесник, а моментално глобал синхронизатор уствари представува пошта, каде што без да провери што има во оваа трансакција, неговата работа е ваквата трансакција да ја доведе од едно до друго место. Што значи дека валидаторите ги потврдуваат трансакциите, но не знаат ни кој ги пратил, ни кој ги примил, ни што има во нив, ништо не знаат за тоа. И овој тип на блокчейн, кој што нормално му веруваат, така речено, сите овие институции, дозволува никој да не знае дека се реализирала трансакција, освен оние кои што сакаат да ја реализираат трансакцијата. Сега, тоа е околу начин на кој што функционира. Значи, доста е сложено, нема да пробувам да го објаснувам на ниво на блокчейн, многу е повидно да разбереме како функционира генерално како блокчейн во однос на овој дел со privacy. Разликата е во тоа што ако ово моментално се обидуваат да го направат на Ethereum, секоја од овие трансакции ќе биде видлива за секој учесник на мрежата. Значи не само на овие што се моментално институции, туку на било кој што моментално се наоѓа на Ethereum. Се што треба да знае чиј новчаник е на која институција, автоматски ќе знае што примиле, што пратиле, каде примиле, каде пратиле. Интересно од целата ситуација е што и понатаму овој тип на блокчейн е permissionless. Што значи дека не е permission приватен тип на блокчейн, туку е permissionless. На крајот од денот нодовите функционираат како стандарден proof of stake, но пак ќе напоменам, наместо да има еден универзален леџер, секој од овие учесници има свој леџер кој што го синхронизира со останатите леџери во однос на трансакциите кои што ги запишуваат од еден кон друг учесник на пазарот.
Сега, зошто е толку битен кантон коинот, кој што пак ќе напоменува, че нема поента да купувате коин на блокчейн кој што не е директно инволвиран во неговата главна работа. Односно, секоја трансакција, пак ќе напоменам, замислете, трансакција на ентитет кој што процесира 2,5 квадрилиони долари трансакции на, мислам дека е на годишна, во 2022 година. Верувам дека се и повеќе. Значи, замислете, на годишно ниво 2,5 квадрилиони долари процесира на помирување на трансакции ни 150 различни држави. Зошто е ова толку битно? Затоа што секоја од овие трансакции е реализирана со кантон токенот, односно, тој е коинот. Морате да платите трансакцијата во кантон коин. Да, според тоа што видовме како образложение, на институциите им се наплаќа во доларна вредност. И трансакцијата колку е поголема и колку е покомплицирана за реализирање, толку е повисока цената на трансакцијата. Но во исто време, нормално на нас учесниците во блокчейн страната, практично тоа се реализира во кантон коин. И сега зошто е толку битно? Не само што се реализираат сите трансакции во кантон коини, туку и секоја трансакција во кантон мрежата, фито кој што се наплаќа веднаш се прави брн, верували или не. И мене не ми се веруваше. Од друга страна нема примајн. Односно можеме да забележиме дека ниту една од овие институции кои што биле дел од овие ICO rounds не добила ниту еден коин. Односно мрежата на во оваа ситуација кантон вели почнуваме од нула. Нема примајн, валидаторите си добиваат соодветни награди. Тоа не само валидаторите, одека има два типа на валидатори. Едните се супер валидатори, кои што на некој начин ја спроведуваат најголемиот дел од инфраструктурата на овој блокчейн. Другите се стандардни валидатори, кои што може да бидете и вие, затоа малку подоцна повеќе. И третите се апликациите. Дури и апликациите кои што се граат на овој екосистем, за да може да функционираат заедно со овие институции, добиваат дел од наградата и тоа најголем дел од наградата, верувале или не. Што значи дека нема примајн, можеме да видиме дека има халвинзи, само што не се постојани. Гледаме дека имаме многу позабрзени халвинзи до 5-та година постоењето и потоа многу позабавени халвинзи на секој 5 години, како што може да забележиме. Од друга страна, еве како изгледаат наградите. Тие се оние први два халвинга кои што се направени во првите 2 години, сега моментално се наоѓаме помеѓу практично ова и ова. Значи, со оглед на фактот дека постоеше од 2016 година, сега моментално веќе откако е пуштен, сега не знам точно во која година е пуштен, според тоа што успеав да го најдам, ние се наоѓаме после овој халвинг и сега следниот халвинг треба да биде дури во 2029 година. Малку повеќе за тоа најдовме, само да видам каде е делот со токеномијата, ева како изгледа моментално. Значи, што можеме да забележиме? Можеме да забележиме дека моменталните награди, за разлика од самиот почеток, каде што најголем дел од наградите ги земале супер валидаторите, затоа што биле најактивни на пазарот во тоа време, како се зголемува активноста на овој блокчейн, така наградите за супер валидаторите се намалуваат, се зголемуваат, би рекол, релативно наградите за валидаторите до некоја стабилна количина, а најголем дел од наградите моментално следува на апликациите кои што изградени на овој блокчейн. Односно, погледнете, моментално негде над, како ќе дојде овдека сега, ова е практично над 70%, негде околу 70% од наградите кои што ги добиваат за секој блок за запишана трансакција одат во рацете на апликациите. Мал дел на валидаторите и уште помал дел на супер валидаторите. И во 2029 година официјално само 10% од вкупната награда на овој блокчейн ќе оди за супер валидаторите, што значи дека се повеќе и повеќе се намалува количината која што доаѓа кај валидаторите, се зголемува количината која што доаѓа кај апликациите. Така. Значи, се извинувам, 62% моментално на апликациите, сега овдека 20% на супер валидаторите и 18% на валидаторите. Значи, така моментално се дели наградата која што на секој 10 минути практично има блок. Значи, ова е слично на биткоин, кој што има на секој 10 минути блок, а повторно станува збор за proof of stake. Нема примајн и сите овие коини како излегуваат, така, пазете се ова како изгледа, многу интересно направено. Кога станува збор за issues и minting и burning, така. Значи, како моментално направиле, би рекол во оваа ситуација рамнотежа, затоа да нема премногу голема инфлација и погледнете колку интересно направено. Значи, моментално постои така наречен burn-min еквилибриум. Односно, првата работа што дознавме е дека
За секоја трансакција, кантон, коините кои што се плаќаат како фи, веднаш им се прави бърн. Додека за issuance гледаме дека имаме постојан schedule, така, значи имаме постојано, гледаме колку моментално токени се даваат и во кој сразмер, така, на апликациите, валидаторите и на супер валидаторите. Со тоа што погледнете колку интересно направено. Ние имаме ситуација во која што минтот е стандарден, односно на секои 10 минути се воспоставуваат одредена количина на коини. Но колку повеќе трансакции има, толку поголем бърн има. Колку поголем бърн има, толку повеќе практично се намалува количината на коини, затоа што минтот е стандарден, а бърнот зависи од тоа колку трансакции има. Колку повеќе трансакции, толку повеќе бърн, како што тоа го гледавме со Ethereum мрежата, и на тој начин имаме ситуација во која што имаме дефлација, односно купната количина на коини постојано се намалува. И обратно, кога имаме минт, а немаме толку многу трансакции, автоматски имаме ситуација во која што повеќе се минта отколку што се прави бърн, значи нивната количина на крајот расте. Но сега за сега, според тоа што успеавме да го видиме, имаме доста поголем бърн за разлика од минт, иако се уште нема тракер. Тоа е многу битно. Се надевам дека раскоро ќе имплементираат, сега за сега тракер нема. Тоа е многу битен дел кој што ќе ни е потребен за да знаеме дали сме во инфлација или дефлација, нешто слично на тракерот кој што ги има на Ethereum моментално. Моментално активно има 801 валидатори, се извинувам, 718 валидатори од вкупно 801 и 13 супер валидатори. Според тоа што го видов, овие 13 се за веки веков. Оние кои што може потенцијално да ги инициираме се уствари активни обични валидатори. Линкот до страната за тоа како може потенцијално да направите валидатор ќе биде во дескрипција на ова видео. Со тоа што не заборавите дека станува збор за доста приватна мрежа, значи дека треба да поминете низ процес на скрининг, значи треба директно да ги контактирате, да им кажете кои сте, што сакате да правите, па потоа потенцијално да ви дозволат. Така да ова како линк ќе го оставам во дескрипција, натаму нормално оставам на вас ако некој од вас сака потенцијално да проба. За жал, ништо друго од квалификација овдека не е спомнато, освен како да ги информира, мислам како да стапите во контакт, претпоставам натаму ќе добиете практично повеќе информации околу тоа. Исто овдека ќе биде ставена и линк до страната каде што може да градите апликации. Што е директно на нивната Canton Network страна, каде што се што ви е интересира и ви е потребно за апликации, ќе може да го најдете на овој дел од веб страната. Исто така, кога сме веќе кај токеномија, нормално многу битна работа, најдовме и дека имаат свој governance DAO. Значи тоа е cantonscan.com/governance. Но оно што успеав да го забележам е дека не можете вие лично. Односно сега за сега, според тоа што го гледам, во однос на бројот на гласови, единствените кои што имаат право за гласови за промена на протоколот се во однос на бројот 13, бројот на супервалидатори. Што значи дека моментално, како што можеме да забележиме, само супервалидаторите имаат право да гласаат на овој DAO за што понатаму ќе се случува со овој протокол. Што не е многу демократски, но да биеме реални, овој проект ние не го земаме за демократија, исто како XRP, го земаме за профит. Нас не е битно дека овој проект потенцијално ќе го користат многу битни институции, како што гледаме веќе почнале да го користат, така да пак ќе напоменеме, ние се фокусираме на тоа дека од овој проект ние може да направиме профит. Ние од овој проект не очекуваме децентрализација. Затоа имаме проекти во нашето портфолио кои се фокусирани на тој дел. Моментално, според нивните проценки, вели, има 6 трилиони on-chain капитал кој што го реализира преку Canton мрежата, 4 трилиони месечни рипос, ова се оние помирување кои што ги спомнавме, 300 милиарди дневни помирувања, така речено, повеќе 600 валидатори, 30 супервалидатори, мада 30 не е точно, 13 се, како и да е. Сега, вести, овдека нормално ни спаѓа овој дел во, само секунда, фундаментална анализа. Значи, оние нови вести кои што моментално ги имаме, разговараме за овој дел, фундаментална анализа. До сега разговаравме за тип на блокчейн, токеномија, залиха и така натаму. А да, само уште една работа спомнеме пред да продолжиме понатаму. Значи, моментално количината на коини кои што се пуштени во оптек се 37 милиарди 643 милиони. Гледате дека нема max supply, зошто? Затоа што во оваа ситуација гледаме дека, како што рековме, значи нема pre-mine, нема vesting schedule, туку директно станува збор за добивање награди како се движи самата мрежа и како што веќе спомнавме со овој mint burn механизам што обидуваат да контролираат. Кога станува збор за вести? Првата вест ни доаѓа од како што веќе спомнавме,
6 трилиони моментално real world asset токенизација. Па ти кажам, значи јас и понатаму гледам дека најглавната работа поради која што ќе се користи овој блокчейн е токму real world asset токенизација делот. Со тоа што Redstone моментално ќе биде официјалниот Oracle за Canton. Разликата е во тоа што Redstone, како што јас сум до сега запознаен, не е блокчейн протокол, туку е, како што успеам да видам, дел од TradFi, да речем, институциите, кои што директно ќе ги споделува, така речено, своите информации во однос на покривајќи, така речено, Oracle со Canton мрежата. Не сум запознаен точно, ќе треба овој дел да го провериме, но јас во Oracle се Redstone се уште не сум го сретнал, така да затоа и верувам дека ова е, како што веќе кажав, сигурно некаков тип на традиционална организација која што ќе биде Oracle за самиот Canton Network. Втора работа, погледнете ги имиња кои што моментално планираат да почнат да работат на Canton или почнале. BNY, Bank of New York, iCapital, Nasdaq, значи најголемата електронска мрежа, S&P Global е уствари корпорацијата која што стои позади S&P индексот и S&P Credit Score компанијата. Значи, ова се компаниите кои што активно, не само што планираат, значи зошто велиме дека планираат. Во последната рунда инвестирале 135 милиони, ова е сега. Значи, ова е на 4 декември, 135 милиони долари, ова дури го нема во ICO последно што може да забележи, затоа и не ги најдовме Nasdaq и S&P. 135 милиони долари инвестирале во Canton за практично да помогнат во неговиот развој, затоа што очигледно планираат да го искористат. И уште еднаш овдека е спомнато дека во јуни истата година, значи во истиот овој би рекол проект, BNP Paribas, Citadel, DTCC, Goldman Sachs се едни од најголемите имиња, други не ги знам, не значи дека не се големи, но гледајте ги имиња кои што моментално директно инвестираат во проектот. Че не е ова идеја, не е ова ќе видиме, туку замислете директно уште од 2016 година активно инвестираат во овој проект. Друга работа која што спомнавме, не само што ова се случува на ниво на Америка, туку се случува и интернационално, односно погледнете. Моментално Canton мрежата е искористена на 15 јануари за размена на државни обврзници од Америка со државни обврзници во Европа. Преку Euroclear, Euronext, LSEG, Treasury Spring, Cumberland, ова е банка, Digital и Societe Generale, Virtual Financial, TradeWeb, ова се корпорации кои што моментално вршат исто таков тип на клиринг помеѓу во оваа ситуација двата континенти. Каде што вели дека како тест е направено, но се очекува дека ова понатаму ќе стане секојдневна ствар за размена на токенизирани добра. Значи целиот овој капитал што овој го гледа е уствари токенизирани добра. И активно, погледнете овдека, значи размена на мурикански обврзници со гејропски обврзници директно преку Canton со користење како противредност во долари во USDC, SBC и USDM1. Тоа се стейблкоините кои што моментално се користат за помирување во нормално вредност во долари практично во оваа ситуација. Сега, можеме да видиме дека на вистина се повеќе и повеќе институции не само што се интересирани, туку реално работат на овој проект. JP Morgan, 8 јануари, ова е се сега, затоа и моментално одлучиме дека треба веднаш да го ставиме во портфолио. JP Morgan официјално, ако се сеќавате, пред еден месец најавија дека нивниот JPM коин ќе биде достапен на Ethereum, но нема да биде матично на Ethereum. Зошто? Затоа што истите одлучиле дека матично ќе биде имплементиран на Canton мрежата. Значи дека JP Morgan стейблкоинот ќе биде на Canton мрежата матично имплементиран. И да ги земеме сите овие претходни институции кои што ги видовме. Најголемата банка во светот е JP Morgan. Замислете, ако истата сите дигитални трансакции само во низиниот стейблкоин ги реализира на Canton мрежата. Колку само фи во Canton е тоа? Ова е само околу делот со вести, кои што верувам дека треба да ви дадат јасна слика зошто го доталавме овој коин и зошто планираме наскоро да се фокусираме на истиот и на Ethereum моментално. Друго што можеме да забележиме дека се наоѓа на претходен почеток. Ова не е all time high, туку е неговото излегување на пазарот, официјално ноември 2025 година, и знаеме дека од претходните искуства ваков тип на коини кога се наоѓа на ваков тип на претходен all time high, многу често има многу голем период за растење, но дури да не расте со оглед на фактор дека гледаме дека целиот пазар моментално е во апсолутна катастрофа,
Тоа не го менува фактот дека овој проект има голем потенцијал поради институциите кои што стојат позади него. Многу е рано, станува збор за екстремно нов проект, затоа што нема ни индикатори, техничката анализа му е премногу мала, нема што да анализираме. Пак ќе кажам, главната причина се институциите, кои што не само што зборуваат, туку активно инвестираат во овој проект. Затоа и нема нешто посебно се зборува околу техничка анализа. Сега ќе се вратиме малку повеќе на токеновија повторно. Значи, рековме, нема vesting schedule, ова е нормален практично крв на минт како што оди самиот протокол, кој што веќе го објаснивме околу market cap-от, објаснивме околу моменталниот total supply на коини. Сега овде има многу интересен момент, каде што 21 Shares веќе аплицирале за Кантон да добие свој ETP. Зошто ETP? Значи, ETF е во Америка, ETP е во Европа и пошироко, ETP, Exchange Traded Product. Истиот се очекува да биде имплементиран за сега во Париз и во Амстердам, на париската и на амстердамската берза, каде што ќе добие свој потенцијален ETP. Ова е почеток, знаеме дека споредбено со тоа што го видовме и со Solana и со XRP, прво почнаа со ETP надвор од Америка, потоа нормално добија ETF во Америка. За сега нормално дека се уште немаме ETF за овој коин, исто така не за поради некоја причина дацовите моментално не ми се достапни на CoinGecko, има некој проблем со страната, но повторно проверено, Digital Asset Treasury за овој коин се уште нема. Сега доаѓаме до најбитниот дел. Зошто толку битен Кантон во нашето портфолио? Институциите моментално ќе користат за реализирање на трансакции и помирување on-chain директно Кантон. Како го знаеме ова? Затоа што, за разлика од претходните, да речем, години во кои што не сме имале вакви on-chain податоци, во криптосекторот тоа е големата предност на оваа технологија. Се можеме да видиме on-chain. Нема лажење, можеме многу едноставно да провериме. Моментално на Кантон мрежата има неверојатни 178 милиарди долари капитал кои што се токенизирани. Проблемот е што нема јасна слика за каков тип на капитал станува збор. Препоставам ова затоа што станува збор за капитал кој што ние не треба да знаеме чие, во која количина, кој го транзактира, она што го зборувавме за нивниот privacy ориентиран блокчейн за институции. Она што го знаеме е дека моментално ако ги споредиме во однос на тоа колку капитал е во оваа ситуација, нели, токенизиран на различен блокчейн, можеме да видиме дека се апсолутни шампиони. Погледнете. Моментално, сега овде имаме различни категории, overall на all, што можеме да забележиме, погледнете. Кантон е прв со 178 милиарди, за разлика од тоа се останато е несразмерно помалку за разлика од овој блокчейн. Сега од каде потекнува ова, нели ние направивме истражување, овде што можеме да забележиме само еден ентитет, а тоа е Broadridge DLR. Broadridge DLR според нивната страна представува посебен тип на апликација која што е изградена на нивниот леџер, чија што работа е токму ова. Значи, според ова што успеав јас да го разберам до сега, ако се вратиме назад, овој глобал синхронизатор кој што го имаат, како што успеав да разберам до сега, е токму оваа апликација или овој дел од Кантон мрежата, која што работа е токму тоа. Погледнете, да врши помирување помеѓу различни институционални инвеститори. Затоа и гледаме толку голем капитал концентриран на една апликација. А станува збор за сите различни во оваа ситуација, би рекол, учесници кои што се дел од мрежата на Кантон. Сега овде има едно кратко видео за тоа како на наједноставен начин самата страна нивна broadridge.com, затоа што ова не е директно Кантон, ова е, пак ќе кажам, апликација изградена на Кантон, објаснува како моментално функционираат размените кога станува збор за токенизирани капитални добра. Значи, едноставно да видиме како изгледа тоа во однос на институции. Think for a moment about the complexity of bilateral repo. With so many parties involved in a broad range of transactions, it's hard to manage risk and ensure liquidity. Working with sell-side and buy-side firms, Broadridge has developed an innovative solution that adds efficiency and reduces risk to repo agreements. Using distributed ledger technologies and smart contracts,
we make it possible to detach the collateral from the trade agreement so you can streamline operations and mitigate risk. The first step is tokenization. Each token created is a one-to-one representation of a specific collateral. At this point, the collateral is locked in a custodial location, and the token is available on the issuer's wallet in the distributed ledger platform. Now, when Значи, вели, моментално главната работа на Broadridge е токму тоа, да биде, така речено, мост помеѓу купувачи и продавачи, без тоа да мора да бидат еден куп банки, DTCC тип на корпорации кои што вршат помирување, туку директно да може да се прави ова преку само еден учесник. Наместо претходно да имате 3-4 различни учесници кои што ја реализираат оваа транзакција, сега имаме само еден учесник, а тоа е во оваа ситуација самиот Canton блокчейн. Како го прават? Ова се различни компании кои што моментално некаков тип на колатерал, кој што вреди различна сума на пари, го токенизираат. Значи, вие го токенизирате, а ваквиот колатерал во врста на токен се наоѓа на портфолиото на секоја од овие институционални играчи. Така, зошто е ова толку битно? Затоа што откако ќе го добијат овој токен, има иста вредност како неговата физичка вредност. Сега повторно, некој од овие нема физичка вредност, ако е акција, ако е обврзница, нормално дека во најголем дел се дигитализирани, но како и да е, ваквите капитални вредности моментално се во новчаникот на институциите кои што се наоѓа практично на самата Broadridge апликација на леџерот Canton и истите и користат сега во врста на токени за меѓусебна размена. Погледнете. A and Party B agree on terms, a smart contract is created and validated by the counterparties with all the information necessary to manage the life cycle of the repo agreement. Once executed, the token moves from Party A to Party B, and the locked collateral becomes the property of Party B. Simultaneously, the cash instructions are generated, and cash moves to Party A. Now Party B has rights to the collateral. Значи, идејата која е? Идејата е дека моментално, во однос со тоа како изгледа размената, е дека во секој момент, како што веќе кажавме, кога го споредивме тоа со самиот софтвер, самиот леџер, секој од овие два ентитети има свој леџер, отвараат помеѓу себе мост на смарт контракти и во овој смарт контракт и мост практично ја реализираат размената, каде што едната го праќа токенот во нормално новчаникот на другата институција, а оваа институција назад враќа одреден колатерал. Колатералот е во USDC или во другите стейблкоини, значи повторно станува збор за блокчейн тип на вредност. Значи ова е кога станува збор за два учесника, а ова може да биде многу покомплицирано. The same process as before takes place with the collateral and cash transfer. As part of this new repo transaction, the locked collateral now becomes the property of Party C. Значи дека во било кое време ваков тип на трансакции помеѓу токенизирани капитални добра, без разлика дали тоа се во оваа ситуација обврзници, акции, ресурси и така натаму, истите може да ги разменувате од еден во друг тип на новчаник и при тоа нормално колатералот за истиот во оваа ситуација стейблкоините ги заменувате назад од новчаникот кој што потекнува токенот. Не само тоа, туку дополнително дека може да правите и размена директно на токени. Distributed ledger repo platform also simplifies all midlife events, including collateral substitution. In the platform, you can substitute one token for another based on the eligibility terms embedded in the smart contract. Once the repo term expires, the smart contract directs the tokens from one counterparty to another. At any point in time, the holder of the token can redeem that token and reconstitute the collateral. Значи дека може да прави и размена на различни типови на токени и не само тоа, туку во било кое време ќе можете и самиот токен да го претворите повторно назад во кеш или стейблкоини, односно да направите бърн на токенот и да добиете практично неговата вредност како колатерал во, сега пак ќе кажам, дали е тоа некоја врзница во хартиена форма или пак стейблкоин, значи вие го добивате директно во неговата физичка форма. Затоа, поушено ќе напоменам, нас не е битно овој коин да биде дел од нашето портфолио. Можеме да забележиме дека моментално има многу голема улога, иако не знаеме точно во кои делови е најзастапен, со оглед на фактот дека, како што веќе кажавме, неговото портфолио е, како што може да забележите, исклучиво еден сегмент со една капитална вредност која што е застапена од сите различни институции во различен тип на капитални вредности, но не може да видиме затоа што истиот е private.
Исто така, кога станува збор за токенизација, овде ќе провериме некои стандардни, би рекол, метрици за самиот блокчейн. За жал, нема информации. Односно, ако погледнете што се случува со неговата брзина, не можеме да најдеме информации, што е очекувано со оглед на фактот дека е доста нов, а можеби и намерно го прават, тоа не би можел да бидам сигурен. Истото можеме да го видиме и со active users, значи и овдека можеме да видиме дека сега за сега нема начин на кој што можеме да видиме колку активни корисници има постојано. Посебно, пак да се подсетиме, една од причините нормално дека ќе биде што? Фактот дека станува збор за privacy ориентиран блокчейн, односно во оваа ситуација, овдека може да проверите дека нема да го има како Canton CC. Значи многу лесно може да го најдеме после кичката, не, го нема. Значи без разлика, CC ќе го даеше прв кога го запишав. Дополнително истата ситуација немаме и за staking market cap. Сега овдека сакав да кажам, нормално дека не би можеле да знаеме активни юзери со оглед на фактот дека кога се реализира трансакција, само двата entитети кои што реализираат трансакцијата практично знаат за истата. Остатокот од леџерот не знае, валидаторите процесираат, но не знаат точно што процесираат, како што кажавме. Тоа е исто како затворено плико кое што поштата го доставува од една до друга адреса без при тоа да провери што има во пликото. Стейкинг, истата ситуација, со оглед на фактот дека нема стейкинг, нема поента што да проверуваме. За жал и за DeFi дел исто така не успеавме да најдеме ништо. Има некој друг проект, така наречен Canto, но не е тоа. Тоа проверив, значи Canton нема ништо. Еве ќе провериме и CC, исто како неговиот коин, за жал нема ништо. Истото може да го кажеме и за Arkham Intelligence, значи сега за овој ентитет ниту можеме да најдеме нешто како ентитет, значи за Canto, но не е истото. Canton како ентитет го нема и токен CC, значи овдека ни дава, ама не е тоа. Нас ни треба и не е ни тој токен, ова е некој сосема друг токен. Сега за сега нема уште информации на Arkham Intelligence, понатаму можеби ќе добиеме. Истата ситуација имаме и во девелопери, како што може да забележите, сега за сега не можеме да знаеме кој и колку луѓе работат на овој проект, што реално е проблематично. Во било која друга ситуација дефинитивно би ви кажал, ова е многу голем минус за проектот. Но пак сега вака да се навратиме. Иако ние моментално можеме да истражиме некои основни работи, верувајте ми, многу повеќе може да истражат овие. Односно, овие инвеститори што одлучиле дека треба да инвестираат во овој проект, дефинитивно истражиле многу повеќе од нас, имаат многу повеќе капитал, многу повеќе ресурси, зборувам, нели, човечки ресурси за истражување од нас. Така да ако они истражиле и не има проблем тоа што јавно не ги нема овие информации, верувајте ми и нас не е проблем. Исто и нормално GitHub, истата ситуација, значи кога станува збор за Canton Network, не успеавме да најдеме ништо, како што може да забележите. Значи едноставно нема. И Vesting, истата ситуација. За жал и за Vesting, кај што мене највеќе ме нервира, не можевме да најдеме никакви информации, гледаме дека на кој market cap, кај што најчесто ги наоѓаме овие информации, сега за сега се уште нема Vesting. Децентрализација, да видиме колку моментално активни волети со колку голема количина на коини поседуваат, има. За жал не можевме да ги најдеме и нормално дека второстепено проверуваме секогаш на CoinCarp, каде што најчесто има rich list, овдека во овој дел. За жал овдека rich list се уште нема. Значи дека се уште не знаеме кои се оние кои што највеќе поседуваат практично во оваа ситуација коини, што е многу битно, но сега за сега ќе преминеме преку овој дел. Имаат свој експлорер, тоа е cantonscan.com, каде што може да ги најдете сите трансакции и овдека може да најдете и многу повеќе статистики за самиот блокчейн. Сега ќе се вратиме да видиме што од прашањата пропуштивме до сега. Значи, roadmap сега за сега, како што веќе кажавме, тој да секогаш го оставаме за второто видео, овдека и понатаму институционална адаптација и донесување на нови институционални клиенти, како што можеме да забележиме е приматот на овој проект сега за сега. Значи, во кој цикл се наоѓа, не би сакал да зборам, затоа што е премногу мал чартот. Фундаментална анализа, вести за проектот поминавме, партнерства поминавме, менувачници на кој што е достапен, сега ќе покажеме. Значи, јас искрено ви кажам право, денеска мојата количина на Canton ја купив на Kraken, само се уште не сум ја пренел на новчари, треба да видам дали на Elipal или на Ledger е достапен како блокчейн за да можам да ги пренесам. Gate.io, Bybit, Kraken, KuCoin, MEXC, Bybit и некои други помали го имаат. Сега за сега Coinbase и Binance го немаат. Но тоа е и позитивна работа, затоа што знаете кога ќе дојде на Coinbase и Binance секогаш следува скок.
затоа што тоа се најголемите менувачици, а овој кој не гледам како не би дошол на Binance и Coinbase. Поседува ETP, рековме не, моментално е во процедура на добивање на ETP во Европа. DATS исто така не поседува, тоа треба да го дадеме како прашање. Сега за сега нема DATS за него, Digital Asset Treasuries компании кои што го купуваат. Се нигде по точка разно не е поврзан со кривични судски случаи и не верувам дека ќе биде поврзан со ваква институционална поддршка. Објаснивме околу тип на блокчейн залиха, сето ова околу самиот коин го објаснивме, real world asset токенизација, дебело објаснивме, активни девелопери за жал нема и нормално проверка на најголеми новчаници сега за сега нема. Се надам дека уживавте, значи ова е новиот коин кој што се приклучи на нашето портфолио. Доколку сакате вие да се приклучите за нашата заедница и да ни помогнете во ово што го работиме, се повеќе материјал, се подобри материјал да има за македонците, тоа може да го направите со приклучување на нашата Patreon заедница на patreon.com. Само побарајте CryptoGameidea како еден од нашите форуми или пак може да најдете линк до овој форум во секој од нашите видеа во дескрипција. За ова мала чланарина од 5, 10, 15 евра ја поддржувате нашата работа за целата оваа едукација бесплатно стигне до сите македонци. Значи на нашиот канал сите едукациони материјали секогаш стигнуваат бесплатно до македонците. Воспротивно, за возврат добивате пристап до нашите чатови, каде што секој од вас може да учествува во овие чатови како со сопствени информации, така нормално да ужива во информациите и едукацијата која што ја спроведуваат сите членови на нашата заедница овдека самостојно. Дополнително имате директни пораки кои што ги одговараме еднаш дневно, имате лайвстрим кој што во следната недела во сабота ќе биде организиран за нашата Patreon заедница, каде што ги одговараме сите прашања на Patreon заедницата, а потоа нормално овој лайвстрим го доставуваме до остатокот од нашиот канал на сите наши канали. И дополнително секој од овие офлайн видеа како што моментално е ова за Кантон, прво доставуваме до нашата Patreon заедница, а потоа и на нашите канали за пошироката јавност. Дополнително, ако сакате, можете да го уплатите вашето членство и на годишно ниво. Само следете инструкциите на cryptogameidea@gmail.com, испратете ни на која валута би сакале да уплатите, која адреса, да ви пратиме. Нормално ова се количините кои што би можеле да ги платите за годишно ниво членство, а со тоа добивате 30% попуст од она што би го платиле месец по месец на Patreon. Така да ви благодарам, се надевам уживавте и се гледаме во следното видео. Поздрав од CryptoGameidea. Your broken back. Wall Street bleeds you while the bank is stacked. But Jamaica cracks the code tonight. No permission, we reclaim our right. Through the blockchain, burn the throne. Decentralize, the power's ours alone. Break, bear the chain while they slay. Jamaica thinks his power's yours, okay. No more sides, no more lies. Quit the revolution, tear it down! No suit selling Ponzi paradigms, just proof of work and open source truth. Watch the teacher validate before your eyes, while central banks choke on their own abuse. Wait, bear the chain while they slay. Jamaica thinks his power's yours, okay. No more sides, no more lies. Quit the revolution, tear it down. They call it danger, we call it free. They hoard the gold, we code the key. One lesson, one node, one student unchained. Jamigia's army, the whole system drained. To the margins, to the digital streets. Knowledge flows where oppression meets. So stand up now, reject their plan. Peer to peer, we make our stand. In the matrix, we found the crack. Jamaica leads, there's no turning back. Rewrite the rules, burn down the wall. Decentralize, we're taking it all. Hey, bear the chain while they slay. Jamaica thinks power's yours, okay. No more chains, no more lies. Crack the revolution, tear it down. For peace, who holds the keys? Not the banks, not the banks. Who validates truth? Who validates truth? Way to way down.
Excelsior drops knowledge, not financial advice. This ain't their system, it's decentralized.